Мислите дека ја знаете приказната за Пинокио? Не ја знаете. Ова е оригиналната приказна, како што ја напишал Карло Колоди. Но за да продолжиме, стиснете subscribe, затоа што ова не е приказната што мислите дека ја знаете. Во едно мало тивко место живеел сиромашен дрводелец по име Джепето. Немал деца, немал никој свој. И иако секој ден работел, домот му бил празен и тивок. Често си посакувал само едно нешто – да има син. Еден ден, во неговите раце дошло чудно парче дрво. Штом почнал да го обработува, чул звук, како дрвото да е живо. Джепето застанал, го погледнал внимателно, но наместо да се исплаши, се насмевнал и решил од него да направи нешто посебно. Полека, со трпение, издлабил лице, раце, нозе и кога завршил, го погледнал своето дело. Ке се викаш Пинокио, рекол тивко. Но тогаш нешто чудно се случило. Пинокио почнал да се мрда, да се смее, да прави бели уште пред да биде ни целосно направен. А кога конечно бил готов, скокнал и истрчал надвор. Джепето тргнал по него, збунет и исплашен. Но луѓето на улица не разбрале што се случува. Помислиле дека брка дете без причина и го однеле во затвор. А Пинокио останал сам. Пинокио се вратил дома гладен. Сакал да си направи нешто за јадење. Скршил јајце, но од него излетало мало пиле и побегнало. Си останал уште погладен. Тогаш, во тишината на куќата, се појавил мал штурец. Му зборувал мирно, но сериозно. Ако не учиш и не работиш, ќе имаш тежок живот. Пинокио не сакал да слуша. Само го оттурнал и си легнал. Но ноќта не поминала мирно. Додека спиел до огнот, си ги изгорел нозете. Следниот ден, кога Джепето се вратил, го нашол така, безпоможен. И наместо да се налути, му помогнал. Му направил нови нозе и му простил. Сакал Пинокио да има подобар живот. Продал нешто што имал по дома, само за да му купи книга. И го испратил на училиште. Пинокио тргнал, но на патот музика, смеа, луѓе. Застанал. Само да дзирнам, си рекол. И влегол во куклен театар. Таму веднаш станал главна атракција. Сите гледале во него, се смееле, аплаудирале. Но сопственикот не сакал да го пушти. Сепак, по некое време се смекнал. Го пуштил и му дал пари. На патот понатаму Пинокио сретнал лисица и мачор. Му рекле: "Зошто да работиш? Закопај ги парите, ќе пораснат уште повеќе." Пинокио знаел дека звучи чудно, но било премногу примамливо. И поверувал. Ги закопал парите. Чекал. Но ништо не пораснало. Парите исчезнале. Секако, кај лисицата и мачорот. Останал сам. Повторно. Подоцна ја сретнал само вилата, а таа го прашала што се случило. Пинокио се засрамил и излажал прикажувањето. И тогаш неговиот нос почнал да расте. Колку повеќе лажел,
толку повеќе носот растел, се додека не може повеќе да се сокрие. На крај ја кажал вистината и носот се смалил. Само вилата му помогнала, но му рекла нешто важно. Не е доволно само да признаеш. Треба и да се промениш. По некое време, Пинокио на вистина почнал да се труди. Одел на училиште, учел, напредувал. Се изгледало како да оди на подобро. Но тогаш запознал едно момче. Постои место без правила. Само игра и забава. Ајде со мене. Пинокио се двоумел. Се сетил на зборовите на штурецот. Но љубопитноста победила. На почеток било прекрасно. Смеа, игри, слобода. Но потоа нешто се сменило. Децата почнале да се претвораат во магариња. Пинокио го почувствувал тоа. Промената започнувала и кај него. Исплашен, побегнал. Кога се вратил дома, немало никој. Дознал нешто страшно. Джепето тргнал да го бара и исчезнал во морето. Го голтнал огромен кит. Овој пат Пинокио не размислувал. Скокнал во водата. Пливал долго. Водата била студена, морето немирно. Се додека не го пронашал китот. И влегол внатре, во устата на китот. Во темнината видел фенер со слаба светлина. Го нашол татка си како седи тажен во чамецот. Двајцата се прегрнале. Прости ми, татко, рекол Пинокио. Джепето татковски го прегрнал и сватил дека Пинокио вистински се кае. Со храброст и малку памет успеале да избегаат од стомакот на китот. По се што поминал, Пинокио веќе не бил ист. Не затоа што станал совршен, туку затоа што научил да слуша, научил да размислува, научил да биде одговорен. Еден ден се разбудил и почувствувал нешто поинакво. Рацете не биле од дрво. Телото не било кукла. Станал вистинско момче. А Джепето конечно го имал синот што од секогаш го посакувал. Ова беше оригиналната верзија на Пинокио од Карло Колоди, раскажана на македонски јазик. Кликнете subscribe за да продолжиме со уште преубави приказни на македонски јазик.